90 години не делат од почетокот на организираната револуционерна дејност за ослободување и за автономија на Македонија. 90 години од формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа е поводот вечерашнава емисија да ја посветиме на првата организирана пројава на македонскиот народ, што требаше да ги скине петвековните турски прангии. На организацијата што со сите своји сили ќе настојува да го оневозможи инфилтрирањето на тугите пропаганди во Македонија и што најголемиот дел од своите сили ќе ги троши за зачувување на сопствената самостојност. Во последните 2 децении од 19. век, македонците формирале многубројни револуционерни друштва, комитети, лиги и кружоци, чија цел беше ослободување на Македонија и на македонскиот народ. На тој план посебно ќе се истакнуваат македонските ученици и студенти. Во 90-тите години ќе се јават струења кои водеа кон групирање на сите македонски револуционерни сили. Острицата на овие струења беше насочена против активноста на пропагандите во Македонија, особено против узурпирањето на локалната самоуправа од страна на бугарската екзархија, а за запазување на народното единство. Револуционерно расположение се чувствуваше и во другите средини. Во Солунската гимназија, во 1890 година, ќе се јави револуционерен кружок под раководство на Гоце Делчев. Македонските студенти пак во Софија формираа своја организација Македонска студентска дружба, а потоа Млада македонска книжевна дружина. Мото на списанието Лоза на Младата македонска книжевна дружина, што излегуваше во почетокот на 1892 година, беше цитатот на Софокле: "Ништожник е оној кој има подобар пријател од својата татковина." Во истиот прв број беше поместен и аманетот на македонецот Константин Бели: "Животот е бесмислен за секој отпадник на татковината." Со исти цели, револуционерна борба за ослободување на Македонија, беа и многу други друштва и кружоци. Во истата 1892 година мощне силно ќе се почувствува стремежот на екзархијата за централизација на црковно-општинските работи во Македонија во своите раце. Од тука и причината многу македонски патриоти да бараат создавање една тајна револуционерна организација што ќе може да им го попречи патот на тугите пропаганди. Во тоа време беа присутни сите услови за појава на национално револуционерно движење, што ќе ги обедини расфрлените и расцепканите сили и ќе ги канализира тековите на националната енергија на македонскиот народ во една моќна револуционерна организација која од основа ќе ги разниша темелите на Турската империја. Покренувачите и организаторите на многобројните групи и кружоци ќе бидат и првите иницијатори за формирање на тајната македонска револуционерна организација во есента 1893 година. Именно на 23. октомври по стар стил 1893 година дојде до првата средба на поголем број луѓе кај солунскиот книжар Иван Хаџиниколов. На тој состанок во Солун, кога всушност е основана тајната македонска револуционерна организација, присуствуваа Даме Груев, професор од Смилево, Христо Татарчев, лекар од Ресен, Иван Хаџиниколов, книжар во Солун од Кукуш, Петар Попарсов, професор од Богомила, Андон Димитров од Ајватово Солунско и Христо Батанџиев од Гуменџа. Од тука сите доброволно се обрзаат да работат среде своите познати за ширење на кругот на приврзаниците за револуционерна дејност. До крајот на годината резултатите од нивната активност беа над очекувањата. Затоа во следната 1894 година организаторите повторно се сретнаа во Солун. Според Иван Хаџиниколов на состанокот беше решено организацијата да биде тајна и револуционерна,
neizината територија да ја сочинува Македонија со неизините географски и етнографски граници, поради што таа да се вика внатрешна. Во неа требаше да членуваат лица што се родени и што живеат во Македонија, без разлика на вера и народност. А политичкото кредо на организираните македонци да биде автономија на Македонија. На состанокот Петар Попарсов беше задолжен да изработи проект устав на организацијата, кој на една од наредните седмици беше и усвоен. Целта на организацијата беше добивање политичка автономија на Македонија и Одринско. Сите сили требаше да се насочат првенствено кон будење на сознанието за самозаштита на поробениот народ. Во организацијата во целост беше прифатен централистичкиот принцип. Структурата пак се состоеше од селски, околиски и окружни комитети. На нејзино чело се наоѓаше Централен комитет, кој ја представуваше организацијата и раководеше со општите работи на делото. Членовите на Централниот комитет се избираа секоја година со мнозинство гласови од раководителите на окружните комитети. Врз основа на овој устав беше извршен и изборот на раководството на организацијата. За председател беше избран Христо Татарчев, а за секретар касиер Даме Груев. По отстранувањето на овие организациони проблеми се овозможи брзо ширење на организационата мрежа. Најактивен за делото во тоа време се покажа Даме Груев. Користејќи го случајот на осветувањето на една црква во Ресен во средината на август 1894 година, беше организирано првото советување на кое присуствуваат делегати од месните комитети. Беше заклучено да се настојува во сите училишта за учители да се поставуваат луѓе на организацијата. Истото требаше да важи и за училишните управи. На дневен ред се најдоа и вооружувањето, средствата, печатната пропаганда и друго. Набргу по советувањето, Иван Хаджи Николов изработи правилник за организационата структура, за работата и делокругот на местните револуционерни комитети. Во втората годишнина од основањето, за организацијата ќе се случат два извонредно значајни настана. Влегувањето на Гоце Делчев во организацијата и врховистичката четничка акција во Источна Македонија. И двата настана ќе имаат далекусежни последици во развитокот на македонското револуционерно движење. Гоце Делчев на револуционерното движење ќе му даде нови импулси, што ќе доведат до негово претворање во сенародно. Со неговата неуморна работа, организацијата ќе ги прескокне градските зидови и во своите редови ќе ги вовлече огромните селски маси. Тој неуморно ја ширеше мрежата на организацијата, формира чети, вршеше нивна ревизија, организира канали за префрнување оружје, ја представуваше организацијата во Софија и беше гранитен бедем на низината самостојност. Вториот настан, така нареченото Мелничко востание, ќе ги навести сериозните пречки за организацијата од надворешните фактори. Во март 1894 година во Бугарија ќе се формира така наречениот Македонски комитет како противтежа на внатрешната организација. Негова потпора ќе бидат бугарскиот државен и политички апарат и институциите. Покрај создавањето на овој комитет, бугарскиот двор презеде и други мерки, подготвувајќи услови за вооружена провокација во Македонија. Така, во летото 1895 година, од Македонскиот комитет во Бугарија беа уфрлени неколку чети во Источна Македонија. Оваа четничка акција, позната под името Мелничко востание, придонесе за зголемување на теророт врз македонското население и го означи почетокот на оружените интервенции на балканските држави во Македонија. Уште на почетокот оваа акција пред очите на светската јавност ќе го компрометира револуционерното движење на македонскиот народ. Со неа беше уништена секоја основа за агитација во другите балкански држави за општо дејствување во полза на една автономија.
Тоа беше почетокот и на една жестока комбинирана борба против натрешната организација. По оваа акција, организацијата ќе заземе решителен став да не дозволува никакво мешање од страна во низините внатрешни работи, предупредувајќи дека во спротивност ќе презема најстроги мерки. Од овој момент, идејата за самостојност и суверенитет на организацијата ќе се подигне во незин основен принцип. Тоа ќе дојде до полн израз и во одлуките на Солунскиот конгрес во 1896 година. На тој конгрес се прекинува со сето она што го спречуваше омасувањето на организацијата и нејзи дава нова политичка и идеолошка ориентација во која до полн израз ќе дојдат стремежите на широките народни маси. Исто така организацијата се ослободи и од тесноградиот национализам на основачите. Сега таа се бореше во интерес на сите угнетени во Македонија. Врз основа на прифатените принципи, Гоце Делчев и Ѓорче Петров изработија нов проект устав и правилник. Основната цел на организацијата беше да се обединат во едно цело сите незадоволни елементи во Македонија и Одринско, без разлика на вера и народност, за извојување политичка автономија на тие две области преку револуција. Организацијата го доби името Тајна македонско-одринска револуционерна организација. Беше формирано и задгранично представништво во Софија, за чии представници се избрани Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Брзото растење на организацијата посериозно ќе ги отвори прашањата за финансиските потреби на движењето, потоа создавањето оружена сила на организацијата, за развивањето на пропагандата, изградбата на револуционерната власт и друго. Веќе не беа доволни членските влогови, доброволните прилози и вонредните давачки на побогатите симпатизери. Затоа беше пристапено и кон грабнување на странски граѓани и на богати турци, за преку нивниот откуп да се дојде до средства. Самиот Гоце Делчев реализираше две грабнувања во 1897 и во 1898 година, иако не успеа докрај да ги искористи. Единствено успешно беше изведен планот за грабнување на американската мисионерка Елен Стон од страна на Јане Сандански. Од нејзиниот откуп беа добиени 14.000 турски лири. Организацијата имаше сериозни проблеми и во набавката на оружје. На планот на создавањето оружена сила ќе бидат преземени посериозни чекори во 1898 година. Тогаш беа расформирани терористичките групи, создадени во 1895 година, и на нивно место се создадени околиски чети. Оваа задача му беше доверена на Гоце Делчев. Од самиот почеток, четите ќе бидат школи на револуционерното движење за изградување воени кадри на организацијата. Набргу дојде и до создавање градски чети, а потоа и селски. На сите нив се наоѓаше инспекторската ревизорска чета под команда на Гоце Делчев. Тој истовремено беше и начелник на целата оружена сила на организацијата. И на планот на пропагандната дејност беа вложувани напори. Се издаваа весниците на оружје, Востаник, Слобода или смрт, Бунтовник, Дело и други. Сепак, печатната пропаганда на организацијата остана доста неразвиена. Покрај постојната турска власт во Македонија, во пазувите на организацијата со тек на времето ќе се изгради и нова власт, која со средствата на револуцијата се подготвуваше насилно да ја урне и да ја замени. Со јакнењето и ширењето на организацијата се помалку беше можно да се зачува тајната за незиното постоење пред турските власти. И судирите на четите со турската војска стануваа се почести. Тоа ќе доведе и до повеќе провали во организацијата. Првата се случи во 1896 година во Битола, кога во вреките на кираџијата Доне Стојанов од Штип беа откриени бомби. Провали што му нанесоа сериозни удари на делото беа Радовишката и Виничката во 1897 година, Битолската во 1900-та и Солунската
во 1901 година. Резултат на битолската беше затворањето на Даме Груев, а Солунската ќе има најтешки и далекусежни последици за организацијата и за национално-револуционерното движење на македонскиот народ. По неа, од сите членови на Централниот комитет, остана на слобода само Иван Хаджи Николов. Плашејки се и тој да не падне в затвор, брзоплето и непромислено му ги предал сите тајни шифри на организацијата на Иван Гарванов, врховистички човек. На тој начин, долгогодишната макотрпна работа за изградување на независноста на организацијата, незината постојана безкомпромисна борба против бугарските шовинистички аспирации и врховистичката бруталност, наеднаш ке се најдат во рацете на врховистите. Покрај тоа што се бореше против турските власти, внатрешната организација беше принудена да се бори против пропагандите на балканските држави. Најтешки последици по неа ќе остави бугарската пропаганда. Бугарија действуваше преку екзархијата и преку вооружените четнички формации испраќани од Врховниот комитет. Исправена пред можноста од внатрешната организација да биде истисната од Македонија, Бугарија во 1900 година зазеде курс на наложување на своето влијание преку интензивно уфрлување на вооружени чети. Цел на нападите беа раководните сили на организацијата. Беше планирано дури ликвидирањето на Гоце Делчев и на Јане Сандански. Секојдневни беа предавствата. Сите настојување на организацијата да ја запре врховистичката напаст ќе останат залудни. Се почести беа и четничките акции на Србија и на Грција. Во есента 1902 година врховистите го испровоцираа така нареченото горноџумајско востание. Резултатот од таа акција беше 14 изгорени села, 37 мртви и преку 2000 бегалци во Бугарија. Ставот на организацијата по оваа акција најдобро го искажа Гоце Делчев изјавувајќи: додека моето рамо ја крепи пушката, Македонија е недостапна за бугарски офицер. Штетите од оваа провокација за организацијата беа огромни. Како што подосна ќе рече Јане Сандански, по оваа провокација европското мислење уште повеќе го зацврсти убедувањето дека македонското движење е чисто бугарско. Опирајќи се на опасноста од нови врховистички провокации во организацијата, постепено ќе се забрзува решението за востание. По вовлекувањето во Централниот комитет, користејќи ја отсутноста на основачите на организацијата, Гарванов веднаш зазел курс на брзо кревање востание без оглед на последиците. Во почетокот на јануари 1903 година, во Солун тој свикал конгрес од посебно одбрани делегати, на кој го наложил сопственото мислење за кревање востание уште во пролетта истата година. Сите напори на Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Јане Сандански и други да се одложи предвременото востание беа залудни. Борејќи се да ја спречи македонската катастрофа, непосредно пред востанието, во нерамна борба со турскиот аскер ке го положи својот млад живот Гоце Делчев, душата на македонската револуција. Овој настан болно ќе одекне низ цела Македонија, а неговото дело ќе служи како идејно знаме на востаничките борци и наследните македонски генерации. Неколку дена пред Гоцевото убиство, во Солун дојде до атентатите на гемиџиите, по кои уследија големи репресалии над македонскиот народ и до затворање на некои членови на Централниот комитет, меѓу кои и на Гарванов. Во ваквата ситуација беа задолжени револуционерните окрузи да се искажат за востанието. Некои од окрузите беа за, а некои против. Меѓу оние што го прифаќаа беше Битолскиот округ. На својот конгрес во Смилево делегатите донесоа решение за востание. Почетокот на тој револуционерен чин беше одреден за 2 август Илинден. И на Илинден 1903 година
македонскиот народ крена востание. Но народните маси што зедоа учество во Илинденското востание се бореа за своји барања и интереси. Тие немаа ништо заедничко со сметките на иницијаторите за кревање предвремено востание. Тоа најдобро ќе го покажат врвните дострели на востанието во краткотрајната управа на ослободеното Крушево. Со разгорот на востанието и со создавањето органи на власта, сосема јасно дојдоа до израз тенденциите на македонското национално ослободително движење за создавање сопствена држава. Десетдневната Крушевска република, таа мала, но величествена федерација, ќе се изрази како реално востаничко остварување кое докрај ги разоткри смислата и целта на 10-годишниот револуционерен заговор во Македонија. За величината на Илинденската епопеја најдобро сведочат зборовите на Димо Хаџидимов. Ретко се наоѓа пример во историјата на другите народни револуции и скоро нема таков пример да се сплоти еден цел народ, една цела земја под едно знаме и околу една револуционерна цел во текот на неполни 10 години. Тоа стана во Македонија. Тој пример ни го даде македонското население откако го куниса со овој голем историски настан што го нарекуваме Илинденско востание. Со Илинденското востание дојде и до определена јасност за диференцирање на доследните од колебливите, на вистински македонските од проврховистичките елементи во раководните сфери на движењето. Иако крвово задушено, Илинденското востание ќе се извиши над своето време и во свеста на сите постилинденски македонски генерации ќе представува идејно знаме и патоказ во борбата до победоносниот крај. По востанието уште позасилено продолжија четничките акции на соседните држави. Нивните цели главно беа вперени против членовите на внатрешната организација. Во настојувањето да се обнови размешаната положба на организацијата, во текот на 1904 година дојдоа до израз разидувањата на двете струења во организацијата, левицата и десницата. Најизразити представници на левицата беа серчаните, начело со Јане Сандански и Димо Хаџидимов, а на десницата Христо Матов. Идејните струења во организацијата по востанието главно одат по прашањето за изнаоѓање најпогодна платформа на идната македонска борба за слобода. Левото крило се застапуваше за самобитност и самостојност на организацијата. Принципите за кои тие се залагаа беа државно-политичка самостојност на Македонија со можност да се постигне Балканска федерација. Внатре во организацијата се застапуваа за децентрализација. Десницата пак, чијшто идеолог беше Христо Матов, се застапуваше за постојната централизација во организацијата, за изведување индивидуални акции кои би предизвикале надворешни мешања. Излез од ваквата криза беше побаран во одржување окружни конгреси, а потоа единството да се прокламира на еден општ конгрес. На окружните конгреси, што беа одржани во текот на 1904 и 1905 година, се водеа полемики околу новата организациона поставеност на организацијата и околу патиштата за одбрана на нејзината независност. За време на изборите за делегати на Општиот конгрес, неоврховистите се служеа со сите можни средства да се изберат што повеќе делегати од нивните редови. Притоа, со нивни предавства ќе бидат убиени Христо Узунов, Никола Карев, Александар Турунџев и други видни македонски дејци. Општиот конгрес на тајната македоно-одринска револуционерна организација се одржа во октомври 1905 година во Рилскиот манастир. На него беа разгледувани сите важни прашања од животот на организацијата. Посебно место им беше посветено на организационите проблеми. На расправа беа поставени и односите кон надворешните пропаганди, кон врховизмот, одговорноста за предвременото востание, за печатот и друго.
победа однесоа најпрогресивните начела што ги застапуваше левицата. Место тајна било решено организацијата да се вика внатрешна. По Конгресот ќе настапи голем расцеп во внатрешната организација. По поразот неоврховистите не мируваа. Со сите средства тие го невозможуваа спроведувањето на решенијата на Рилскиот конгрес. Скопскиот револуционерен округ во кој преовладуваше влијанието на десницата, во првата половина на 1906 година одржа конгрес, од кој упати повик за одржување нов општ конгрес. Овој повик беше различно прифатен по окрузите. Во меѓувреме, како жртви на неоврховистичките предавства ќе загинат Даме Груев, борците на епопејата на ножот, Ѓорги Сугарев и други. Тоа е време кога познатите врховисти Борис Сарафов, Иван Гарбанов, Христо Матов повторно стапуваат на сцената како задгранични представници на организацијата. Во ваква ситуација, одново се разгоруваат борбите меѓу левицата и десницата. По откривањето на заговорот против Јане Сандански, Серскиот револуционерен округ ќе донесе одлука да се ликвидираат заговорниците Борис Сарафов, Иван Гарбанов и Михаил Даев, кои беа убијани во ноември 1907 година. Предлогот за одржување нов конгрес не беше прифатен од Струмичкиот и од Церскиот округ. Во март 1908 година, по извршените подготовки, конгресот беше одржан во селото Жабокрт, Кјустендилско, без присуство на членовите на Централниот комитет, ниту на представниците на левицата. Со тоа јазот меѓу левицата и десницата уште повеќе се продлабочи. Левицата и натаму доследно ќе стои на прокламираните принципи за самостојност на револуционерното движење, а десницата се повеќе пливаше во водите на врховизмот и јавно се ставаше во служба на бугарската пропаганда. Од левото крило, што главно го сочинуваа силите на Серскиот, Солунскиот и на Струмичкиот округ, ќе произлезе Народната федеративна партија, што легално действуваше по младотурската револуција. Иако за своето постоење внатрешната македонска револуционерна организација не оствари својата цел, автономија на Македонија, сепак таа многу придонесе за националното будење и за револуционизирањето на македонските маси. Нејзината најзначајна рожба, Илинденското востание, ќе остави неизбришливи траги врз Македонесот. Водачите на организацијата Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Јане Сандански, Димо Хаџидимов и други, што целосно и предано му служеа на делото, народот ќе ги издигне во своји идоли и со нивните имиња и идеи ќе истрајува во најтешките мигови. Со нив ќе умира и ќе се бори за своите најсветли идеали. Од примерите пак на врховистичките злосторство од тој период, нашиот народ ќе го научи действувањето на неговите закрвавени непријатели и во следната прва можност добро ќе ги прочита и колку што можеше ќе ги исправи грешките од минатото, не дозволувајќи да се оневозможи востанието во Македонија, со кое тој самиот ја избори слободата, слободната македонска држава, возбратимената заедница на југословенските народи и народности.